Скопје и денеска меѓу 10 најзагадени градови во светот, според податоците на платформата IQR. Во главниот град, штетните PM честички се повеќе од 3 пати над дозволеното. Смогот и лошата миризба во која се гушат скопјани ги крена на ноза сите, освен градоначалничката Данила Арсовска. Нема ниту трага, ниту глас од неа да каже дали и што ќе преземе како мајка на градот. Таа иако ветуваше безброј проекти, еколошки автобуси, бесплатен јавен превоз, чистење на депонии, пешачки зони. Јавноста не виде ниту мерка, ниту проект за почист воздух во Скопје. Екоактивистите алармираат дека загрижувачка е состојбата со амбиенталниот воздух. Апелираат Арсовска да се разбуди од сонот и итно да преземе мерки за да се спаси главниот град. Скопје не може да гледа веќе само интервентни мерки, еве дојде зимо, пари да се заштитиме. Тоа е како да пиеме аспирин за главоболка, ама секој ден не боли глава и никако да ни текне дека од нешто друго ни доаѓа главоболката. Ние одма мора да издвоиме огромни средства од буџетот за замена на сите грејни тела кои што се огоруваат дрва или не дај Боже гадежен шут. Дали тоа би било на домаќинствата, дали тоа би било на сите државни институции кои што користат се уште мазут или нафта за загревање. Според Јовановски, надлежните институции изминатите десетина години речиси ништо конкретно не превземале за да ги заштитат граѓаните од отровниот воздух. И тоа кошта илјадници изгубени животи. Иако во предизборната програма Арсовска гласно убедуваше дека Скопје ќе го направи модерно, зелено и чисто, со нови паркови, спортски зони, пешачки патеки. А како главен проект за градоначалничката беше и набавка на 250 еколошки автобуси. Но ништо од ова не реализираше. Уште во првите 82 дена од мандатот јас веќе најавив повеќе пати дека ќе се пристапи кон одстранување, односно кон чистење на сите диви депонии во градот Скопје, особено на оние кои што во моментот се горуваат опасен отпад. Ќе набавиме 250 еколошки автобуси, ќе го олесниме пристапот до јавниот превоз, со бесплатниот и со квалитетниот јавен превоз, како што кажував и досега, се очекува намалување на користењето на автомобилите и намалување на самиот сообраќаен метеж. Ќе бидат воспоставени повеќе пешачки зони во општините, каде што пешаците и велосипедистите ќе имаат приоритет пред автомобилите. Податоците од Институтот за јавно здравје покажуваат дека годишно во Македонија од загаден воздух умираат околу 3400 граѓани, што е околу 18% од вкупната смртност во државата.